А сега, почитувани гледачи, ќе зборуваме на една многу актуелна тема, имено станува збор за јавната презентација, јавното говорење. Многу често, како да имаме страф од јавно говорење, дали станува збор за трема или токму за страф, како сето тоа да го надминеме. И на многу други прашања ќе одговориме во продолжение со Марија Димишкова, таа е новинарка и исто така основач на Центарот за јавно говорење. Добре ни дојдовте, Марија. Добре ве најдов. Благодарам за поканата. Вас, нашите гледачи, верувам ќе ве познаат и како долгогодишна и новинарка исто така, но сега сте како повеќе фокусирана на Центарот за јавно говорење. Ете, за почеток, што се случи повеќе да се фокусирате токму на Центарот? Па јас дипломирав новинарство и комуникации на Јустинијан I и првите години по дипломирањето, па и по магистрирањето на истиот факултет, малку повеќе се занимавав со новинарството, но последниве 6 до 7 години сум повеќе активна како тренер за јавен настап. 2019 година го отворив Центарот за јавно говорење и некако како животна определба дојде нешто сосема друго. Не сосема ново, значи постоеше долго време како амбиција и како цел која што сакам да ја постигнем, но од 2019 се насочив кон малку повеќе едукација и подготовка на сето она што ќе се земам за право да кажам, го гледаме на телевизиските екрани и го сведочиме како говорници пред нас. Апсолутно е така и мораме повеќе да обрнуваме внимание или на јавниот настап, не само во медиуми, туку и во многу корпорации, во многу фирми се става акцент на презентацијата. Па еве, за почеток можеме да почнеме од тоа дека многу често како да е колективно прифатено дека јавниот настап е страшен. Треба да е страшен. Зошто е тоа така? Убаво е формулирано. Да, колективно е прифатено дека е нешто страшно. Јас умеам да кажам кога ќе дојдат клиенти за прв пат кај мене и ќе споменат дека имаат страф од јавно говорење, да се обидам накратко да ја променам таа перцепција и тоа гледање дека се плашат и дека стравуваат и да ги насочам дека всушност се запознаваат со нешто непознато. Моментот кога се запознаваме со еден непознат свет, кој што до тогаш не сме го идентификувале или не сме го делувале, секогаш создава одредена низа на несигурност, вознемираност, разни физички и ментални манифестации кај сите нас, така што тој колективитет и тој страв кој што сите некако го издигнуваат на пиедестал, всушност е нешто што сите ние го чувствуваме. Ќе се согласите со мене дека и вие кога сте ги правеле првите чекори во телевизија сте чувствувале одредена трема. Веројатно целиот механизам на тој процес е како всушност ќе гледаме на тој процес. Дали ќе ја толкуваме како трема или ќе ја толкуваме како возбуда. И веројатно еден од основните чекори кои што ги работам со клиентите кои што доаѓаат во Центар за јавно говорење е да направиме идентификација дали чувствуваат навистина трема или пак се работи за една блага возбуда. Како чувство секогаш доминира, особено кога правиме работи кои што екстремно ни значат. Можеби јас немам некоја трема од појавување пред јавност, меѓутоа имам трема во некои други категории од мојот живот, така што Оно што се случува е веројатно најважниот момент да сватиме дека да разбереме дека се она што го правиме, а ни е екстремно важно во животот и ни носи одредена одговорност, прави да се чувствуваме така, помалку вознемирани, мислам, да бидеме вознемирани, да почувствуваме одредена несигурност, па можеби малку да имаме и процес во кој што ни е намалена самодовербата, да се обидуваме да најдеме начин како да се представиме во најдобро светло. Тоа се све оние моменти на кои што работиме на тренинзите за јавен настап. Апсолутно е така. Секогаш кога станува збор за некоја тема која што не ни е блиска, или некоја ситуација, нормално е да се чувствуваме и вознемирени, и да има возбуда. И сосем сте во право, и почетоците во телевизијата за секој се со доза на трема и ми се чини дека доколку нема трема и возбуда, па и пред секој интервју и пред секој појавување пред телевизија, како да не сме одговорни, нели? А тоа не е воопшто добро. Но колку е всушност важна јавната презентација, не само пред публика, туку и кога разговараме, нели, со уште еден соговорник, како диалог?
Комуникацијата е екстремно важна, особено затоа што јас умеам честопати да кажам дека успешното комуницирање е клуч и за лична, но и за деловен успех. Многу често се соочувам со моменти во кои што знаат да ме прашаат, па добро, ете, се занимавам со професија која што не бара од мене да имам некоја доста голема, широка комуникација. Изминативе 6 до 7 години, како активно работам на ова поле, морам да признаам дека се почесто и почесто се зголемува бројот на луѓе кои што немаат секојдневна комуникација, доаѓаат на тренинзите. Јас имам многу клиенти кои што се доктори, имам многу клиенти кои што се психолози, имам клиенти кои што потекнуваат од IT секторот. Меѓутоа, таа работа која што ја работат, динамиката на ова модерно време бара некаде да се презентира. Така што успешната комуникација, успешното јавно презентирање денеска е составен дел од многу професии, составен дел од секојдневното живење. Комуникацијата е клучна, повторно ќе кажам, за личен и професионален и бенефит и успех, и доколку работиме професија која што не бара од нас да комуницираме, и во ред да не се појавуваме јавно. Меѓутоа, ако комуникацијата и јавниот настап е составен дел од сето она што ние го работиме, голем број на фирми, голем број на компании и ширум светот бараат во резимето на сите оние кои што се вработуваат и се потенцијални кандидати за одредени работни места да поседуваат одлични, би кажала избрусени комуникацијски и презентацијски вештини. И тоа е доволен показател дека всушност техниката на јавен настап и јавно говорење се повеќе ќе зема замав. Апсолутно така. И многу убаво тоа го објаснивте. А сепак да доближиме до гледачите дека всушност секој може да научи убаво да зборува и да биде јавен говорник. Не е тоа само талент. Верувам ќе се согласите. Апсолутно, не е само талент, е техника која што може да се научи. Треба трпение, морам да бидам искрена, треба трпение, треба посветеност, треба колку што е можно повеќе темелно вклучување во процесот на усовршување и унапредување на тие презентацијски вештини. Сите оние луѓе кои што се обраќаат за некаква консултација во Центарот за јавно говорење се посебни индивидуи сами за себе. Постојат клиенти со кои што работам месец до месец и половина, кои што најчесто припаѓаат во она категоризација на луѓе кај кои треба минимално да се унапредат тие презентацијски вештини и тоа јавно појавување, меѓутоа постојат и луѓе кај кои работата е многу покомплексна, па работиме по неколку месеци. Вообичаено тоа се луѓе кои што имаат и малку поголем процент на трема и малку поголем процент на ниска самодоверба и ниска сигурност во воспоставување на таа комуникација со луѓето од другата страна. Нескромно ќе кажам дека понекогаш не може да се идентификува колку време е потребно за работа со секој оној кој што доаѓа на тренинзи кај нас, но ќе се земам за право да кажам дека излегуваат задоволни, барем според пораките и сите оние фидбек моменти кои што постојано стигнуваат. Еве јас сум една од нив и покрај моето, да кажем, и радиско искуство, сакав малку да доусовршам одредени елементи и секогаш се учи, нели, колку и да имаме познавање, секогаш и треба да се надоградуваме, така што и мене од голема корист ми беше да бидам дел од курсот на Центарот за јавно говорење. Ви благодарам затоа што бевте одлична менторка на вистина. Имате ли вие некои говорници кои што ве воодушевуваат кога ги слушате? И што треба да поседуваат всушност добрите говорници? Ова е многу интересно прашање, затоа што многу често го добивам како прашање од клиентите и секогаш одговарам, вие сте ми омилени говорници. Така што сакам доста харизматични, доста храбри говорници кои што се максимално подготвени во однос на она што го зборуваат и поентираат. Сакам говорници кои што имаат јасни пораки, кои што се многу конкретни и јасни во она што го кажуваат. Ќе го потребам повторно како терминологија јасноста, затоа што публиката се повеќе и повеќе е заморена од долги аргументации, од долги презентации, од долги говори, сакаат конкретни, јасни и кратки пораки кои што се споделуваат пред нив. Така што кога би требало да кажам како треба да изгледа една презентација или еден говор или што е формулата за успешен говор и успешна презентација, првенствено би кажала треба да имаме една јасна цел прво што сакаме да постигнеме со тоа наше појавување, независно дали комуницираме со две лица во одредена канцеларија или пак зборуваме пред можеби стотина или повеќе луѓе.
која е целта на нашето појавување, што сакаме да постигнеме кај оние кои што не слушаат од другата страна, каков бенефит сакаме да добиеме од нашето појавување. Начинот на кој што се презентираме физички, начинот на кој што ја освојуваме публиката, начинот на кој што се доближуваме до оние кои што не слушаат. Говорот на тело е клучен сегмент во една успешна презентација. Малку го скокнав делот во однос на порака која што е јасна, моќна, силна, порака која што инспирира, некогаш знае и да насмее, знае и да забавува, но секогаш да имаме она јасна стратегија која е целта на нашето појавување пред таа публика пред која што стоиме тој ден. Димишкова, што е всушност потребно за добра презентација? Како да се подготвиме? Вака накратко, например. Па мислам дека малку ќе се надоврзам на претходниот одговор. Значи, се тргнува од моментот која е нашата цел на тоа појавување. Дали имаме цел само да пренесеме одредена информација, што јас многу често знам да го искритикувам како момент, па сум секогаш поборник всушност на презентации кои што имаат кратка и силна порака, како што споменав пред малку. Оно што е важно исто така да ги придобиеме симпатиите на луѓето од другата страна, да сакаат да не слушаат. Успешни и мукни говорници се оние говорници кои што може би ќе звучи малку грубо, меѓутоа не припаѓаат на групата на анемични, јас ги нарекувам говорници, или говорници кои што се повторуваат едни со други. Говорници кои што може би презентацијата ја започнуваат со реторичко прашање, ја започнуваат со одредена шега, со одредена досетка која што знаат дека во тој круцијален момент може да допре до луѓето кои што се од другата страна. Сакам говорници кои што се насмеани, некако многу почесто и на телевизиските екрани и на сите оние манифестации на кои што сум гледала и пригоди на кои што сум гледала говорници, ја забележувам таа згрченост на мускулатурата на лицето, тој грч во кој што некогаш и гласот плива во него, таа згрчена мускулатура на телото која што не издава дека нешто не достига во тој процес на подготовка или тоа јавно појавување. Би рекла дека тоа е еден комплетен пакет во кој што се на прво место визијата, како сакаме да се представиме и пред кого настапуваме, потоа доаѓа моментот на таа содржина која што ја презентираме, да изобилува со конкретни, точно, јасно, прецизни, утврдени информации пред јавноста пред која што говориме. Начинот на кој што тоа го кажуваме, не е доволно да имате само содржина која што изобилува со интересни факти и информации, треба тоа да се пренесе на еден така, како да кажам, начин кој што ќе допре до сите оние кои што ве слушаат. Јас велам дека најголем успех е кога содржината останува да живее во просторијата во која што се наоѓате и сте зборували и откако ќе заминете вие од неа. Важен е моментот на поставеност на телото, важен е моментот на очен контакт со луѓето кои што ги имате пред вас. Ако успеете да им посветите внимание на луѓето од другата страна и преку очите, или тие со огледало на душата, една од важните ставки кои што исто така се меѓу оние круцијални моменти за еден успешен и моќен јавен настап и јавен говор е и да малку допрете до емоциите на луѓето кои што се од другата страна и ве слушаат. Јас имам клиенти кои што доста умешно тоа го прават, меѓутоа постојат и луѓе кај кои треба малку повеќе работа и будење на сопствените емоции за да можат да допрат до публиката која што имаат од другата страна. Во суштина е еден голем пакет на елементи на кои што работиме на тренинзите, на кои што се осврнуваме на тој пат да станеме и да се формираме успешни и представителни, би кажала, говорници. Како комплетен говорник, да. Комплетен говорник. Ете многу одговорно од ваша страна и сигурно голем предизвик да буквално дадете еден индивидуален пристап кон секој кандидат. Што доколку се случи блокада во текот на јавната презентација, било каде? Блокадите се составен дел од сето она што го правиме и од секоја можна комуникација. Не мора да биде толку јавна пред голем број на публика. Морам да напоменам дека една од најважните работи со кои што се соочуваме кога ми се обраќаат клиенти е моментот дека најчесто тремате ја чувствуваат од авторитети. Сега пред некој ден слушнав еден фин момент во кој што клиентот, велам фин затоа што за мене беше доста симпатичен, во кој што клиентот кажа секогаш имам трема од авторитети кои што носат вратоврски.
Што значи оној облак кој што го правиме над нас дека зборуваме пред авторитети или пред можеби луѓе кои што имаат малку поголемо искуство професионално од нас или кои што некој степен имаат некоја поголема образовна нишка во таа своја кариера, не прави малку да сме несигурни во тоа обраќање. Јас постојано велам дека и тие авторитети некогаш биле од другава страна и дека нема да ни замерат ако во некоја ситуација се најдеме во некоја карактеристична блокада, но еден од најважните моменти на кои што треба да посветиме внимание како говорници, особено пред да се појави таа блокада, и да се запознаеме со, јас би рекла, феноменот наречен говорничка пауза. Што значи паузата во процесот на зборувањето? За мене лично паузата е секогаш најубавиот дел од говорењето и представувањето, исклучително затоа што постигнува одреден ефект во таа комуникација, но и ни помага да земеме воздух, особено ако сме доста вознемирени во процесот на комуницирање, независно кој имаме од другата страна, каков соговорник. Затоа и ги учам клиентите да прават таа говорничка пауза, особено да ја применуваат како драмска пауза во процесот на зборување и да го почувствуваат тој ефект во самото комуницирање. Значи, говорничката пауза секогаш ја земаме во предвид доколку се случи таа блокада. А вториот чекор е преминување на она што ни е најмногу познато од содржината која што треба да ја пренесеме пред публиката. Веројатно, оние кои што се по-подготвени од оние кои што се помалку подготвени говорници се разликуваат и во моментот кога треба да се справат со таква неочекувана ситуација или блокадата. Како ќе го изиграат моментот, односно физички да не покажат дека погрешиле. Имам доста случаи со клиенти кои на почетокот од својата кариера знаеле да се допрати за лице, знаат и да се погалат и за коса, да се удрат по чело во моменти кога ќе погрешат нешто и со самото тоа сигнализираат дека всушност грешката е направена, а тие го немаат оној кризен менеджмент како да излезат од таа ситуација. Тука доминираат малку повеќе поискусните кои што, како што веќе споменав, се спротивставуваат на таа блага паника која што се јавува во тој момент, ја користат говорничката пауза, се држат добро до материјалот кој што им е познат, ако се малку поискусни знаат никогаш да кажат и некоја шега, па да ја насмеат публиката, па многу често се случува публиката и да заборави на таа блокада која што е направена, затоа што на крајот на денот сите сме луѓе. Сите сме луѓе. Апсолутно сите сме луѓе и сите правиме грешки и на сите ни се случува и мисла да застане и да заборавиме некоја терминологија која што употребуваме, но најважното е да го прифатиме моментот и да го изиграме. Така, и да продолжиме нели со целта, повторно доаѓаме до тоа. Се почесто ги користиме социјалните мрежи за комуникација, па мислите ли дека токму тие ја зголемија тремата во комуникација кај луѓето, со оглед на тоа дека се почесто пишуваме пораки, се поретко се слушаме, например, на телефон? Ова е една од темите кои што секојдневно некако и јас ги обработувам и на тренинзите ги коментираме. Оно што мене ме изненадува е податокот дека се повеќе клиентите ме комуницираат за прв контакт преку социјални мрежи. Се помалку криваат телефони, се запознаваме на тој начин во нашата комуникација или така започнуваме таа комуникација. Многу се посмели кога ќе ја напишат својата потреба да посетуваат некакви тренинзи во Центарот за јавно говорење по тој пат, отколку да се јават и на телефон да го објаснат сето тоа. Од друга страна, овој феномен го објаснувам и го поврзувам секогаш и со приватниот живот. Значи, јас се соочувам со ситуација во која што можам на една рака, можеби да ги изберам луѓето со кои што секојдневно комуницирам на телефон. Тоа е мојата сестра, тоа е моето момче, тоа е моите најдобри другари, значи луѓе кои што веројатно се уште сакаат гласот да го слушнат во процесот на комуникација. Загрижува моментот што и емоциите, и проблемите, и секојдневните, би кажала, предизвици многу полесно ги споделуваме на социјалните мрежи отколку и по телефон, па и да се видиме тет-а-тет. Некако имам чувство дека таа комуникација лице во лице полека се намалува, би кажала, и овие екрани пред кои што сме постојано во текот на денот го замени и чувството за присуство кој што порано сме го имале во однос на потребата да се видиме, да се дружиме и се останато. Не знам во кој смер ќе се одвиваат и во кој правец ќе се одвиваат работите, но малку сум загрижена во однос на она
каква конекција и каква врска развиваме едни со други. Голем дел од помладата популација која што доаѓа на тренинзите, обично имам и средношколци, имам и студенти кои што сега се запознаваат и со тие моменти на презентација. Има кадри кои што верували или не имаат проблем да комуницираат и со своите родители. Имам родители кои што честопати знаат да се јават и да кажат моето дете не комуницира со мене, многу му е полесно да ми пише порака на Вибер и да ми каже мамо дојди во соба и донеси ми појадок или чаша вода. И тоа е она што загрижува, затоа што таму трга целата таа приказна. Потоа се одразува и на училиште, и односот со учениците, и односот со професорите, учителите, наставниците, како и да е. Така што мислам дека процесот на комуникација ќе треба малку повеќе да го обработиме овој период, особено затоа што ова модерно живење и време, особено по COVID-19, кризата си донесе тектонски пореметувања во однос на комуникацијскиот процес. Зборуваме за вашиот курс, дека ете и вие спомнавте нешто што е најважно е задоволни клиенти, задоволни студенти, но какви биле вашите искуства во однос на тоа колку всушност тие напредувале? Колку, например, некој имал страф и трема, а сега е одличен говорник. Можете ли да ни спомнете за тоа? Сега би рекла е искусен говорник. Тенка е линијата во однос на успесите кои што ги постигнуваат. Многу ме радува што голем дел од нив никогаш повеќе не се јавија за одредена консултација, секојдневно ги гледам и на телевизиските екрани и во одредени корпоративни кругови во кои што настапуваат и сега комуницираат. Оно што посебно изненадува е всушност дека има се поголем и поголем интерес кај помладата публика, кај помладата група на клиенти. Веројатно веќе им се дава правеци и насока во однос на тоа како треба да изгледа говорништвото и каква слика треба да се остави од другата страна. Па веќе се зголемува тој број на млади клиенти, млади ученици, јас ги нарекувам, кои што доаѓаат и од мали ноза се учат како да се напише и да се пренесе добра приказна, како полесно да се одговара на час, како да не дозволиме разговорот на соучениците во училницата да не демотивира или дефокусира и веројатно таму се почнува. Не можам да кажам дека така лесно иде целиот тој процес, затоа што ова е техника која што бара континуирано вежбање. Значи, она што е круцијално важно е всушност колку тренираме и овие тренинзи бараат од клиентите да имаат практично усовршување постојано. Јас ги советувам покрај тоа што ги посетувате овие тренинзи, барајте и користете можности во кои што вие ќе се обратите и ќе зборувате пред што е можно почесто пред одредена публика, затоа што всушност тоа јавно изложување на таа дилема, на таа вознемиреност која што носиме кај нас, на оние можеби мисли кои што ни пролетуваат низ глава, дали сме доволно добри, дали им се допаѓаме на другите луѓе кои што не слушаат, најдобро се поминува и најлесно се поминува со градење на тоа говорничко искуство и нижење на тие пригоди и настани на кои што се појавуваме и зборуваме. Вежбањето и праксата е клучот, нели? Многу често дури пред огледало, например, колку и да имаме искуство, секогаш треба да се подготвиме одново и одново. Апсолутно. Буквално тоа вежбање пред огледало е една од техниките кои што ги работиме на тренинзите. Понекогаш се доста скептични, морам да кажам, клиентите кај кои што сакам да го применам како пристап, но откако ќе им кажам дека јас моите почетоци, кога станува збор за тремата која што сум ја имала години, сум ја работела на тој начин, појавувајќи се пред огледало, изборувајќи, афирмирајќи дека се ќе биде добро и повторувајќи на говорот и презентацијата, како што сум требала да ја зборувам неколку пати да кажам, и какви резултати сето тоа повлекло, тогаш веќе се олеснува пристапот и начинот на нивно практикување на истата. Во суштина, оно што е најважно е всушност да се соочиме со оно што го чувствуваме и да разбереме дека не сме единствените на овој свет што се чувствува така. Можеби се надам дека и вие ќе се согласите со мене, и вие работите пред камера, веројатно од време на време знае така тремата, позитивната возбуда да се појави во пределот на стомакот, особено кога имате интересен соговорник од другата страна кој што представува предизвик, но е нешто што повторно ќе кажам и ќе се надоврзам на почетокот, ја носи таа одговорност на таа јавна професија. Ива, ги спомнавте вашите почетоци. Во таа насока можете ли да ни пренесете како изгледаат тие?
Тоа е една многу интересна приказна и многу убава приказна на која што со посебна гордост секогаш се враќам. Јас сум еден откриен талент во Ѓорги Димитров, гимназијата. Професорката по македонски јазик, Наташа Симеонова Ацевска, е веројатно најзаслужна за она што го работам денес. Случајно, всушност ништо не е случајно, мојата кариера покажува, е доказ за сето тоа, ме пријави на надпревар по говорништво, средношколка бев, имав тема која што беше доста впечатлива и уникатна во тој период. Беше нешто поврзано со техниката Фенг Шуи, таа тогаш земаше некаков пробив во нашата земја, зборував како да ќе поставиме елементите во домот па да привлечеме позитивна енергија, па да канализираме негативна енергија. Со таа тема всушност настапив на тој надпревар и го освоив првото место и бев прогласена за најдобар оратор на територија на град Скопје. И веројатно тука всушност се роди моментот и за тоа што сакам да студирам во мојата во однос на следната моја животна, кариерна, образовна фаза. Се запишав на правниот факултет Јустинијан I. Студирав новинарство и комуникации, се пријавив неколку пати на ораторските вечери, добро познати, кои што се неизбежен сегмент од самиот факултет. Една година го освоив првото место, бев прогласена за најдобар оратор на правниот факултет. За неколку години го добив и постхумното признание во чест на Бранко Ѓорчев. Бев прв добитник на оваа награда во Македонија и веројатно работите само се местеа и како се вели, оние парчиња на се склопија коцките, мозаикот. Сложувалка некако се вклопија и беше многу јасно. Меѓутоа морам да признам, и тоа многу често го споменувам со моите клиенти, и јас имав сериозни, не би кажала стравови, повеќе би кажала сомнежи околу сама себе и моето појавување. Никогаш не се сомневав во тоа што ќе кажам и како ќе го кажам, туку дали ќе им се допаднам. Физички бев доста слаба, доста тенка и во тој период веројатно главниот сомнеж и главната дилема беше околу мојот изглед. И би кажала дека поприлично неколку години се занимавав со тоа прашање за само прифаќање и само засакување, да речам, во целиот тој процес, за да можете сите оние други работи кои што ги имате замислено и онаа визија која што имате искреирана во глава да можете да исполните комплетно. Буквално вашиот курс е една надоградба од секој аспект, подобрување на самодовербата од секој аспект, така што секако ќе корисно за секој наш гледач кој што чувствува потреба дека има можност да се надгради, а надградбата е секогаш круцијална во било кој сегмент од нашата професија, па и секојдневен живот. Како можат гледачите да дојдат до вас, да ве исконтактираат и да се пријават во Центарот за јавно говорење? Најчесто не контактираат, како што веќе споменав, на социјалните мрежи. Активни сме и на Инстаграм, активни сме и на Фејсбук. Најмногу се осмелуваат таму да ни пишат. Некогаш знаат да не контактираат и на нашата веб страница во однос на сето она што ги интересира. Така што мислам дека тие канали на комуникација се најчести и најмногу практикувани. Иако на секој од нив е оставен телефонскиот број за контакт кај нас, така што мене лично би ми било многу подраго да ги слушнам сите идни клиенти кои што би сакале да се пријават на тренинзите и да со задоволство да ги слушнам сите оние дилеми со кои што се соочуваат. И Марија, за крај, како вие лично се надоградувате? Дали може би читањето секогаш помага за една гимнастика на мозокот или кој е вашиот извор на една лична надоградба? Читањето апсолутно е секогаш најдобриот извор. Јас и во периодот кога се оформував како тренер за јавен настап, посетив доста работилници, доста тренинзи кои што ми помогнаа да се здобиам со сите оние знаења и со сите оние потреби за да можам да одговорам на сето она што ќе се бара од мене од другата страна. И оно што можеби понекогаш знам и како шега да го примам на своја сметка од другата страна е што се почесто читам само стручна литература која што ми е поврзана со работењето. Па дури и сега годишниот одмор некако беше во фокусот со тоа едуцирање. Не сум од оние кои што читаат романи, а сакам да се преориентирам на другата страна и малку да го одморам мозокот и тоа темпо на читање и на тој начин, но
Оно што е најважно е само да бидете во тренд со оно што, во чекор со оно што го работите. Независно дали се тоа нови анализи, нови студии, нова литература. Кај нас порано сте помалку и помалку имавме литература која што беше поврзана со ова што јас денеска го работам и со оно што сите ние го чувствуваме. Но морам да пофалам дека последниве 5 до 6 години се почесто излекуваат наслови кои што не едуцираат, ни информираат, ни помагаат да го засакаме процесот на учење на јавната презентација и јавното говорење. Ви благодарам многу. Изнесовме, верувам и за гледачите, многу интересни информации за јавното говорење и навистина беше задоволство да се разговара со вас. Благодарам уште еднаш.